Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На 5 дена до гласањето и 2 дена пред да стапи на сила молкот, ќе разговараме за досегашниот тек на кампањата и можниот исход од изборите. Кој како се позиционираше, какви пораки се испратија кон гласачите, а какви меѓу ривалите на изборите. Какво е нивното значење за одлуката на граѓаните на 15 јули, а какво за постизборните преговори за составување влада. Кој со какви шанси влегува во последните метри од трката пред линијата за финиш. Овие прашања вечерва ќе ги дебатираме со екс-премиерот и универзитетски професор Владо Бучковски, аналитичарот и универзитетски професор Башким Селмани и аналитичарот и поранешен долгогодишен лидер во граѓанскиот сектор Сашо Клековски. Пред да го отпочнеме разговорот со нив, ќе видиме блок реклами. Ве поканувам да не гледате во следниот час. Гледате 360 степени. Последно издание пред изборниот мол кој почнува в недела на полноќ. Значи остануваат уште 48 или, да бидеме прецизни, уште 50 часа за кампања и представување на партиите, коалициите и нивните кандидати. Тема на вечерашново издание во кое учествуваат неколкумина активни проследувачи на политичките настани во земјава е досегашниот тек на кампањата, пораките што беа испратени, нивното влијание врз гласачите, но и врз постизборните договарања, како и можниот исход од изборите. Добро вечер и добре дојде за Башким Селмани, универзитетски професор. Благодарам што сте со нас. Фалендерие, përshëndetje për punën, aktivitetet dhe falenderoj për ftesën. Владо Бучковски, универзитетски професор, пранешен премиер. Благодарам. Добро вечер. Што се озвавте на поканата. Благодарам на поканата. И Сашо Клековски, аналитичар, некогаш многу активен во граѓанскиот сектор. Благодарам што сте дел од ова издание на 360 степени. Благодарам за поканата. Клековски, можеби ќе почнеме со вас. Имаше ли изненадување за вас во досегашниот тек на кампањата? Па мислам дека првото големо изненадување го направи Дуи за мене, бидејќи по некои други канали на комуникации најавата беше дека Дуи на овие избори ќе се фокусира на економска програма, дека тоа е барање на гласачите и дека се ангажирани врвни економски експерти во дефинирање на програмата. Меѓутоа, очигледно дека по добри совети Дуи се одлучи за еден герила маркетинг со идејата за албанец премиер и мислам генерално наметна една од водечките теми во кампањата и го здоби просторот, условно да кажам, и рекламен и овој пиаровски или зборењето меѓу граѓаните со таа идеја. Второто е, предпоставам, кампањата на ВМРО-ДПМН со отстапувањето на нивните реклами од досегашниот стил на политички маркетинг во Македонија. И третото, морам да го кажам, ми се чини за прв пат, барем кај СДСМ и ВМРО-ДПМН имаме програми каде што имаме споредливи показатели на ветувањата. Само за пример, ВМРО-ДПМН ветува дека невработеноста ќе се намали под 10%, а СДСМ ветува дека ќе се намали за 3% годишно, така да ми се чини од тоа што го следам во изборните програми за прв пат во повеќето подрачја има споредливи параметри на ветувањата, што може понатаму, нели, кога ќе се оценува работата на идната влада, да видиме колку се држат до ветувањата. Селмани, за вас дали беше изненадување ова што Клековски го квалификува за изненадување изборниот слоган и ветување на Дуи? Parë në këtë prizëm, mund t'japim konkludimin fillestar, për arsye se nuk është BDI ajo që futi mbord shtetin, pikërisht është ВМРО, e cila e ka zhyt shtetin. Dhe nuk mund të krijojmë ne ku pjesë realisht për sa i përket mënyrës ka një qasje politike sepse tabori Maqedonas gjithmonë është mësuar që
të krijojë njerëz të cilët do të jenë në shërbim tyre dhe në politikë tyre, qoftë LSDM dhe VMRO. Mirë po harrohet diçka që është e drejtë natyrore. E drejta natyrore nuk kupton që frimarja është gjithë në një shtet e përbashkët. Dhe kjo problem është shumë esencial me të cilën në prizmin juridik do flas, për arsye se drejta natyrore në Maqedoni nuk është e respektuar dhe sado që trajtohet se janë kryer detyrimet, vlerësimet eventuale, mirë po gjithmonë fillohet nga e parë. Është fakt se shqiptarëve u takon pjesë e sovranitetit, duke filluar nga presidenti, kryekovendari edhe në kryeministri. Nëse nuk u takojnë këto, atëherë u takojnë zëvendësit. Ne jemi taksapagues një dhe nga momenti që do të interpretohet, ju shihni tash edhe fjalorin e LSDM-s dhe të VMRO-s në përgjithësi, gjithë pretendojnë për të marrë vota tek tabori shqiptar dhe është e papranuar që të krijohet për shqiptarët të nxjerrin lider këta. Dhe kështu ka qenë komunizëm. Njëjtën teori edhe sot pretendohet që nga shqiptarët të krijojnë lider. Lideri nuk e krijojnë partit. Isto studio зборуваше за тоа дека македонците се граѓани од втори во Тетово, да речеме. Моля? Мицкоски во ова студио зборуваше за тоа дека македонците, етничките македонци се граѓани од втор ред во Тетово. Па nuk e ka lexuar kushtetutën ai. Ja unë i them se shqiptar nuk ka as teto. Зборува за реалноста, nuk e ka lexuar за што се живее таму. Nuk e ka lexuar kushtetutën. Po ta lexonte kushtetutën, da shifte që nuk ka shqiptar as teto as Strumic. Nuk ka shqiptar, nuk e di kush mund të mbinte për këtë. Ka një 20% numër fantom, me të cilën unë do të kërkoj ajo që kryeministri presidenti po të kërkoj që kushtetuta të njohë shqiptarët, dhe shqiptarët nuk kanë Maqedoni. Kushtetutën mirë lexoni dhe shihni. Kjo është problem shumë themelor. Dhe prandaj le ta shohë kushtetutën, ka apo nuk ka. Ju lutem, shumë flitet për gjuhë, për ato kështu. Unë pajtohem se gjithë ne së bashku kemi një problem në Maqedoni. Është problemi i korrupsionit dhe funksionimi i shtetit dhe së drejtës. Kushdo që insiston në forma tjera të jap konotacion kur Maqedonia në aspektin të themi politik, moral, ndërkombëtar, asnjëherë nuk ka qenë situatë më të mirë. За почеток благодарам. Бучковски, дали се согласувате со Клековски дека СДСМ водеше покласична кампања, а дека ВМРО-ДПМН на некој начин изненади? Сега прашање е нели тоа како ќе биде оценето, дали позитивно или поинаку за еден неконвенционален пристап. Најпрво по Петревски, спецификите на оваа кампања се многу поразлични од се предходно што сме имале. Пандемијата наметна поинаква кампања и морам да признам дека пријатно сум изненаден, мислам дека добро се сноѓаат политичките партии, максимално ги користат другите алатки и имаме представа, мислам дека секој просечен гласач и без оние масовни митинзи, јасно му е кои се определбите на политичките партии кои претендираат да влезат во парламентот. Од друга страна, уште од ноември се води предизборна кампања, од моментот кога беа договорени предвремените парламентарни избори за април, па нивното одлагање само внесе дополнителна можност партиите да изменат нешто во своите изборни програми кои беа готови, затоа што очигледно пандемијата, економската криза која следи е она што најмногу ги интересира просечните граѓани и за жал, мислам, тоа ги интересира неопределените. Тука имаме недостаток на конфронтација на двата главни опоненти на СДСМ и ВМРО-ДПМН. Мислам дека СДСМ се обидува поприлично успешно, но ќе покаже изборниот резултат, да ги користи своите постигнувања, да ги афирмира и со слоганот дека може уште повеќе, да биде прифатлива опција пред се за неопределените и мислам за дел од албанските гласачи, што според мене ја објаснува конфронтацијата, која според мене дава карактеристика на овие 15 дена кампања, тоа е конфронтацијата помеѓу СДСМ и ДУИ. Значи, очигледно е дека битката за дополнителен контингент на албански гласови кои би го поддржала Заев е она што го прави во овој момент ова соочување меѓу досегашните коалициони партнери дава посебен белег.
И тука се согласувам со Клековски, кампањата на ДУИ исто така даде посебен белег со дивното барање премиерот да биде албанец. Мислам дека создаде нервоза и предизвика грешки да прават и Заев и Мицковски на таа тема според мене. Добро, ќе зборуваме за ова прашање малку подоцна, повеќе низ призмата на тоа што би можело да се очекува по изборите. Клековски, дали... Да, повелете. Значи, за мене не е изненадување предого да биде албанец премиер, пошто ја немам никакви проблеми. Има истакнати менаџери, дури во СДСМ има неколкумина одлични кандидати албанци кои би можеле со својот економски бекграунд да бидат, како Фатме Битики, например, да бидат премиери. Мене ми е како Дуи, тоа прашање го постави стратешки, тактички во кампањата, во пресметката со обидот на СДСМ да влезе во гласачкото тело во изборна единица 6, И например. практично дуи сега никој не ја прашува ни за економска понуда, ни за криминални корупција, ни за владење на право, сите се Што се фокусирани на случи тоа. заради несмесната реакција на СДСМ, па што ова не е таргет кон ВМРО-ДПМН. Од ВМРО-ДПМН се очекува таков одговор како што да, несмесна реакцијата на СДСМ, па што СДСМ историовремено вика не може да биде албанец премиер, а од друга страна очекува 50.000 гласа 30.000 гласа, колку и да се, од етнички албанци. Значи, ја доведе својата кампања, посебно во изборна единица 6, во многу лоша состојба. Добра, ајде веќе кога го отвориме ово прашање, можеме да ја продолжиме дебатата на ова тема. Колку според вас е сериозен овој јас меѓу СДСМ и ДУИ, или сепак пораките се испраќа само со предизборни цели, а по избори ќе можеме да ги видиме двете партии, ако се во таква позиција, ако се такви бројките, на иста маса во преговори за формирање нова влада? Marrë prizmin e veprimit dhe jetesës. Unë jam sot festoj ditëlindjen 51 vjeçare dhe gjithmonë ne kemi pasur presidentin Maqedon, kryeministrin, gjyqtarët, shoferët, kondukterët, gjithë kanë qenë Maqedon dhe nuk na ka bërë përshtypje ajo se nëse do të ndodh që BDI të ketë kryeminist. Ja, unë ta pranoj, flas për taborin Maqedonës, që nuk ka nevojë që të frigohen, as ta marrën si të rrezikshme, sepse ne jemi të bashkëpronarë të këtij shteti. Kështu nuk është në kushtetutë. Sovraniteti ka 3 elemente. Ka pozitën gjeografike, pozitën historike dhe pozitën juridike. Ju nga Struga deri në Kumanov keni përbërjen nacional. Komuna 11 komuna administrohen nga shqiptarë. E pse tash krijohet kjo parregullsi, mirë po unë dyshojmë pjesën tjetër, sepse BDI nuk është, ja ta zëmë se do jetë kryeministri shqiptar. Çfarë do të na ofroje? Pjesa e dytë. Unë nuk jam për mënyrën e Maqedonës shqiptar, nuk duhet diskutohet. Kjo njëjta gjë duhet të jetë edhe në kushtetutë. Ecim para më tutje. Për sa i përket mënyrës funksionale të shtetit, ne nuk duhet të edukojmë edhe fëmijët në këtë mënyrë. Mu, vajzën e kam 10 vjeçare, për çdo ditë më pyet ajo pse Mickovski dhe Zaevi griten çdo ditë, a ka dikush që mund t'i pajtojë këto. Unë ju garantoj që të dy parti kanë punuar mes vetë. Gabimin e parë që bëri LSDM shpikën nocionin e pajtimit. Nuk ka pajtim me krim, ose godet, ose je viktim. Dhe këtu problemi esencial është i funksionimit të shtetit dhe së drejtës. Pjesa tjetër, kushdo që tjetë, ne nuk duhet të krijojmë frikë dhe panik në opinion. Kjo është shteti jonë i përbashkët, në takojnë gjithë, dhe duhet të sillemi në mënyrë paralele në aspektin kushtetues. Shqiptarët kanë një problem. Mos harroni se shqiptarët kanë dalë nga një konflikt që ka dhënë gjak dhe ka dhënë gjithçka vetëm për të folur gjuhën shqip. Analogjia. Zoti Zaev thotë unë e bëra ligjin e gjuhës shqip. Zoti Ahmeti thotë unë e bëra ligjin e gjuhës shqip. Të dy palët nuk kanë bërë asgjë. Sepse sot në gjykatën e Tetovës, gjithë prokurori shqiptar, gjyqtari shqiptar, gjithë flasin gjuhën maqedone. Dhe kjo është problemi esencial që krijohen dy tabore. Unë nuk jam për këtë tabor.
nga vendi ku vej unë. Немаше бројки за тоа. Знаете дека треба да се смени Не. законот за кривична постапка, за тоа треба 2/3, нема толку гласови во Veç парламентот. pak, unë jam njohës i mirë edhe i ligjeve edhe i kushtetutës, se nuk duhet të marrë kohën, po vetëm t'i preki disa elemente pse janë bazike këtë që e them dhe duhet që të arsjetoj. Unë nuk pajtohem që nga vendi ku vi unë nuk ka shtetë më gjithë. Por unë nuk pajtohem as në Prilep dhe Shtrëmis që mos ketë as një shkronjë gjuhë shqip. Prandaj ne duhet funksionojnë në mënyrë barabartë, ne jemi në NATO, krijojmë strukturat e përbashkëta dhe ne nuk mund të kërkojmë drisa ne vrapojmë mbas Maqedonit apo Shqiptarit, kush ka të drejtë apo jo. Ne duhet vrapojmë mbas njerëzve të aftë që kanë vizion se si të udhëheqin shtetin, edhe këto elemente tjera duhet të eliminohen. Dhe nga momenti që futemi ne a shqiptarë Maqedon, këtu e kemi humbur betejën. Por Maqedonia kësaj radhe është një afat shumë të mirë. Unë vlerësoj punën e zotit Zaev dhe LSDM-s, për arsye se në ligje ka rregull. Dhe po të shihni ju sot, ligjet funksionojnë në bazë të interesin e partive politike, për jo dhe për qytetarët. Por ki pat vullnet pozitiv ligjvënësi. Kur ka vullnet pozitiv, atëherë edhe proceset ecin mirë. Ndoshta BDI-ja merret LSDM-s pse LSDM e futi duart te votat shqiptar. Ndoshta edhe kjo mund të jetë ajo që nuk e ka me seriozitet BDI, se BDI ka mund ta kërkojë para 20 viteve kryeministin e presidentin e kështu me radhë. Pra ka vështirësi juridike dhe politike me të cilat nuk më duken serioze, për arsye se të gjitha partitë politike. Asnjëra nga këto nuk e ka të identifikuar institucionet brenda shtetit sa janë në borxhe. Kjo problemi esencial. Kush janë ata njerëz që i fusin institucionet në borxhe? Бучковски, колку ова антагонизирање во односите меѓу СДСМ и ДУИ отиде до точка од која што евентуално нема враќање назад? Се лепи ли ова по избори? Дефинитивно се лепи. Мислам дека после изборите практично ќе се соочат и едните и другите со волјата на граѓаните. И ако бидат во позиција заеднички да може да направат влада, мислам дека тоа ќе биде направено без да биде потенцирано дека без разговори за премиер Албанец не може да се сработува. И мислам дека срамежливо тоа го кажа и едниот и другиот, но од друга страна очигледно дека зад кулисите е битката за 6-та изборна единица. Затоа што во вакви околности кога победникот можно е да биде одлучен во фотофинишот, каде што очигледно во другите 5 изборни единици, освен во првата, мислам, втората, третата и четвртата се води мртва трка кој ќе биде во предност помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, може да биде одлучувачка 6-та изборна единица. И што велат вашите анализи таму? На претходните избори беше 4-3 за ВМРО ДПМН. Останатите 13 мандати беа поделени меѓу другите партии, 2 освои ДПА. ДП освои 2, Алијансата на албанците 2, тогашната БЕСА освои 3. Победи ДУИ, значи со 6 претеника. Претензијата на Заев е, тоа јавно го кажува, да биде победник во 6-та изборна единица. Возможно ли е тоа? Тоа е според мене, ако биде возможно, тогаш СДСМ сигурно победил. По-реално е според мене и би требало тоа да биде задоволителен резултат, СДСМ да има резултат, да речеме 5-3. Значи ВМРО ДПМН да падне за еден пратеник, а СДСМ заедно со БЕСА од 3 да има 5. Затоа што во Македонија реално работите, ако ги анализираме анкетите, кои не може да бидат сериозен показател, затоа сме исправени пред реалноста. Вчера беше последен ден за објавување на анкетите. Ниеден од релевантните агенции, такви се не повеќе во Трио Македонија, не излезе со такви предвидувања. Веројатно ги дале Клековски веројатно сега ќе ви реплицира дека М Проспект излезе, ама тоа беше пред 2 недели. Каде што требаше да ги видиме. Дека објави пред 2-3 дена. Кој извинете? ИПИС, Институтот за политички истражувања Скопје, на Владимир Божиновски. Повелете, професор. Значи, ако
се предвидувањата и на агенциите кои во минатото знаеме дека се блиски до ВМРО, или дел од нови агенции кои се блиски до СДСМ, кои разликата е околу маргините, меѓу едните и другите. На грешката. Да, статистичката грешка плюс минус 3%. Јасно е дека, имајќи го предвид и Донтовиот модел, спецификите на регионите за кои говориме, тоа е шестиот регион, каде што ДУИ досега доминираше, претендираат покрај СДСМ и Алијансата на албанците заедно со алтернатива да биде победник. На крај, ако сумирате, ако се 5-3 СДСМ БЕСА наспрема ВМРО ДПМН, остануваат уште 12 други мандати да се поделат. Дали ДПА ќе има еден мандат? Дека заради искуството на Тачи и начинот на кој ДПА ги концентрира своите гласови, ДПА може да освои еден пратеник и другите ќе ги поделат меѓу себе. Ќе биде 6-5, да, Ќе ги поделат да. И тамо ќе биде тесто, затоа што очигледно дека е ова изборна трка е баш мртва трка, заради тоа што и албанската опозиција во овој момент има сериозни шанси за прв пат после подолго време да биде сериозен конкурент на владеачката ДУИ. Да, Клековски, дали за вас шеска, меѓу другото, решава каков ќе биде и дефинитивниот исход на национално ниво? Не, решава и тројка. Колку ВМРО ДПМН ќе оствари предност, бидејќи оно што го можам да го согледам дека пристапот на двете водечки партии колку ВМРО ДПМН ќе победи во тројка, толку да се неутрализира во шеска од страна на СДСМ, во останатите некогаш е прашање на среќа, бидејќи ние имавме случаи за 50, за 300, за 600 гласови да се промени односот на силите. Јас не сум сигурен дека СДСМ ќе го постигне својот таргет во шеска, бидејќи ми се чини дека овие се едни од најконкурентните избори, парламентарни избори меѓу етничките албанци. Да, 2016 имавме силна БЕСА, силна Алијанса, меѓутоа беа малку сепак во зачеток и едната и другата структура. Сега можам да кажам дека се релативно Алијансата е релативно консолидирана, плюс дополнета со алтернатива од Гашик има многу сериозен предизвик. Тука е прашање и како етничките албанци ќе одговорат на денот на гласање. Дали ќе сакаат да знаат дали е ДУИ победник или Алијансата победник, што евентуално би можело да доведе до концентрација на етнички албански гласови во ДУИ во Алијансата. Бидејќи на крај сите се сочуваме покрај нашите лични преференции, дека денот на гласањето покрај за што би точно гласале 14 партии, сепак одлучува и кого сакаме да видиме како победник на изборите. И може би гласачи што би се одлучиле да гласа за други помали партии, условно да кажем, да не ми дам погрешно разбар, дента ќе се одлучат сепак да гласат за некои од четирите главни политички опции. Да. И вие каков исход очекувате во шеска? Po të thënë drejtën, është shumë momenti veçan, për arsye se komplet konkurenca është shndruar të gjashtë dhe ndoshta gjashtja vendosen edhe fituesin, edhe këtu me të drejtë gjitha palët janë të koncentruara. Во Тетово живеете? Да. Jam unë nga Tetovo. Pikërisht edhe është problemi esencial. Mirë, po kësaj radhe ka një matematikë që nuk mund të dalë asnjërs nga partitë politike. E dini pse? Sepse ka 11.000 votues shqiptar, bazë disa anketave miqësore që ne kemi pasur deri tash të krijera si Fakulteti i Shkencave Politike me pedagogë përbashkët, dhe 11.000 vota janë neutrale, të cilat nuk kanë ndonjë interes. Много интересна оваа бројка, многу ја кажувате прецизно во смисла на тоа дека 11.000 гласачи може да бидат точно определени дека се неутрални. Обично се оперира со по-груби. Ju deri tash folët për këtë dhe unë pajton plotësisht me parafolsin sepse janë situatat këtilla dhe është interesant dhe kjo është ajo kurreshja që ju e parashtoni si pyetje dhe unë do ju përgjigjem. Është problemi esencial pse e themi këtë 11.000 vota. Ktu pretendon LSDM-ja. Unë besoj që LSDM-ja po të kishte një retorik më të ulët,
do të mirte më shumë vot. Mirë po, nga momenti që ajo dha sinjale se mund të bashkëpunoj me VMRO-n, që se këtu ka bën një gabim shumë të madh retorik, i cila është e papranuar për askënd, sepse ne këtu jemi gjithë bashku dhe vota është e rëndësishme dhe e shenjtë. Por ne tash realisht ju shihni gjithë pretendimin që pretendohet, gjithë jemi të koncentruar që BDI të shkojnë në opozitë. Edhe unë do isha shumë i lumtur, po të ishte gjë e tillë. Po jo, ne nuk e lëm BDI-n të shkojnë në opozitë. Gjithë bashku se ne gjitha ludojmë tek ajo. Dhe pjesa tjetër, mu nuk mund të më bind opozita shqiptare për të vituar të njëjtë. Çfarë i ka ofruar? Ne kemi pas cilin moment do ta zgjidhë opozita për të ofruar, se ne mendojmë thjesht, nuk është më vota shqiptare si ka qenë para disa viteve. Вие сте меѓу 11 илјади неопределени. Ne opredelimi, tok mu tak. Unë do të isha shumë i kënaqur, sikur meni ju lexoni projektet ose ti themi ato që ofrojnë partitë politike. Çfarë ofrojnë? Vetëm sharrin dhe elementin. Nuk është figurë e tillë. Dhe prandaj këto është një rrugë e gabuar, këtu edhe shteti siç duket është një fortunë paralele, por përkundrazi gjithë këta i bëjnë А nder ке BDI-s. гласате на избори? Вие ке гласате на избори? Unë kam votuar gjithmonë, kam votuar. Edhe Не прашувам за кого. Едноставно само прашувам дали ќе учествувате во гласањето. është detyrim ligjor dhe gjithmonë do ta plotësojmë të njëjtin. Mirë, po e kam fjalën se këtu tash është të gjashja pak më specifike për arsye se këto 11.000 vota gjithkush do të pretendojë për t'i marrë dhe do të jetë mirë që ta ludohet në këtë. Mirë, po këto 11.000 vota që dikush pretendon, çfarë ofron për të tonë? 20% e kemi pa kanalizimin të tonë. Pa rrugë urbane, pas një gjënë nuk ka. Ju shihni tash vetëm projekti 2014 u investu 8 miliard, ose se ishte vlerë shumë e lartë. Sot spitalet vdesin për respiratora e njerëzit. Cila parti e ka këtë çështje? Shëndetin. Ju shihni kretë koncentrimi ka ardhur Shkup. Dhe prandaj them se 60% të territoreve dhe komunave shqiptare janë pa kanalizime dhe pa ujë. Dhe këtë nuk e thot askush. Këto e përjeton qytetarë. Ju do të shihni, ne kemi pasur BDI-ja ka pasur ministër drejtësisë. Po burgjet janë plot me shqiptarë. Prandaj nuk ka një besim i veçantë, dhe qytetarët janë të revoltuar dhe unë pjesë që këto 11.000 vota, një pjesë nuk do të përcaktohen për cilët parti politike, mirë po unë kam shpresa që si nocion, personalisht mendoj, LSDM ka qenë në rrugë mbar dhe është në rrugë mbar, e vlerësoj punën e tyre, destabilizoi situatën, nxori maqenin nga kjo, mirë po nuk pajtohem me LSDM-n që nuk e luftoj krimin dhe kriminalitetin dhe pikërisht LSD mund të hapsoj pikërisht që nuk e ka bërë këtë që duhet ta bëje për atë që ka marrë votë. Sepse gjithë mendonin se do të shpëtonin nga kjo situatë. Dhe nuk kemi shpëtuar gjithë. Kjo është problemi esenciјал. Ви благодарам за сега. Ќе одиме на една пауза за реклами, па ќе се вратиме со уште неколку прашања. Останете на нас. И понатаму сте со ова предизборно издание на 360 степени, со тројца аналитичари зборуваме за текот на кампањата и можниот изборен исход. Во студиото се Башким Селмани, универзитетски професор, Владо Бучковски, универзитетски професор и Сашо Клековски, аналитичар. Бучковски, дали ги добивме јасно одговорите од ВМРО ДПМН за тоа што и како ќе се постави партијата во однос на двата договора со соседите, со Грција и со Бугарија во оваа кампања? Па мислам дека се обиде ВМРО ДПМН да продолжи онамо каде што застана Силјановска на председателските избори. Очигледно дека тоа ќе биде еден од клучните проблеми на ВМРО ДПМН ако евентуално добие можност Мицковски да биде мандатар. Јасно изразената волја на лидерите на албанските политички партии за кои договорот од Преспа и договорот со Бугарија е веќе ставен како адакта, не може да се чепне, туку со Бугарија предстои финалето кое ќе биде исклучително напорно, ќе биде тешко, ќе треба да се биде мудар, треба да се бара широка поддршка од сите политички партии, затоа што вокабуларот кој
го користи ВМРО-ДПМН, да речеме, во дел од својата пропаганда на еден од спотовите гласате или за Заев или за Делчев, говори дека ВМРО-ДПМН се обидува и понатаму да игра повеќе на емоциите отколку да биде рационален. Но во нашата Македонија знаеме дека просечниот граѓанин не е имун на емоциите, така што останувам на тоа дека можеби и кампањата на ВМРО-ДПМН е така проектирана да се допадне на нивното гласачко тело, кое, ако тргнеме од овие избори за кои ги споменав за председателски, се 320.000 кои гласа во првиот изборен круг, што за мене е порелевантен. За подсетување, тогаш Пендаровски имаше само 4.000 гласа повеќе од Силјановска, и бидејќи вие бевте еден од медиумите кој се обиде, иако е тешко тој резултат да го претвори во мандати во 6 изборни единици. Се обидовме во тие каде што беше чисто. Значи, тие она што покажаа збори исти Клековски, резултат. тоа ме вовед во она што збори Клековски. Значи, и со таа поддршка што имаше 15.000 гласови повеќе во третата изборна единица Силјановска, во мандати 11-9. би било 11-9. Во 2016 имаше ВМРО 20.000 гласови повеќе во тройката, па пак беа два мандати разлика. Така што мислам дека заради она што јас го следам во третата изборна единица, активноста на носителот на листата од преземањето на функцијата генерален секретар на СДСМ, тоа е Љупчо Николовски, повеќе води кон тоа да СДСМ биде поблизок до 10-10 отколку да биде 12-8. Затоа што третата изборна единица, имајќи во предвид дека останува според мене крајно неизвестно во четвртата дали некој ќе има предност или ќе остане, таму е забетонирано од 2016, 10-10. Иако едните или другите имаат мала предност, мислам дека во четвртата изборна единица исто така шансите се подеднакви. Одлучувачки ќе биде првата изборна единица, дали СДСМ ќе зголеми разликата која, да речеме, во онаа симулација која и вие правевте минатата година беше 10-9 за СДСМ, дали ќе успее во овој период кога Скопјани, половината од Скопје по своите викендици, Охрид, Маврово, на другите места ќе се вратат. Но да бидеме реални, во Скопје има и барем според она што можеме да го почувствуваме, еден дел од популацијата која што е разочарана од СДСМ и која што треба да реши дали ќе остане дома или ќе излезе и ќе гласа. Токму така. Делот оние кои го поддржуваа СДСМ на претходните избори, кои беа дел од коалицијата за граѓани за Македонија или дел од Шарената револуција, заради судирот со они во изминатиот период, очигледно дека може да бидат одлучувачки каква ќе биде разликата во Скопје во полза на СДСМ. И на крајот, според ова анализа што ја правиме, ако за шеска се согласивме дека ќе биде анулиран или не со тројка, тогаш испаѓа дека изборите ќе ги одлучи втората изборна единица и петата изборна единица според мене. Добро. Клековски, сепак јас ќе се вратам малку назад на претходното прашање. Според вас, дали добивме јасни одговори од ВМРО-ДПМН во однос на договорите со Грција и со Бугарија? Мислам дека јасни одговори во кампања не може да се добијат, бидејќи секако ВМРО-ДПМН сака да ја постави кампањата што пошироко е возможно, бидејќи треба да се добијат што повеќе гласови за сигурна победа. Оно што мене, например, кламата со Заев и со Гоце Делчев не што ме забележува, мене сепак во кампањата на ВМРО-ДПМН ми доминира економската порака, дека ВМРО-ДПМН е тој што ќе ги фиксира, ќе ги поправи работите економски и во основа двете партии избегнуваа многу завладење на право да зборат. Претпоставувам затоа што нема добар трак рекорд, нема добра историја позади себе, а не се штедеа у негативните кампањи на таа страна. Можеме да се согласиме дека Преспанскиот договор и договорот со Бугарија не се централни теми на дискусија во кампањата. Повеќе се збори за Албанец премиер отколку за договорите, што за мене индиректно води до заклучок дека
во основа никој не ќе претерано да ги става напред, дека ВМРО ДПМН сигурно ќе биде подсврст преговорач во имплементацијата, што двата договори треба да се имплементират понатаму. И во грчкиот договор има делови околу историјата, хирургијата кои треба да се имплементират понатаму. Дека ќе има разлики во пристапот, исто како што има разлика меѓу СИРИЗА и Неа демократија во пристапот во Грција. Ама не е прашање кое е централно и кое ги одлучува изборите. Сепак ми се чини дека другите прашања доминираат во дебатата. Или така е мојата перцепција. Селмани, колку е ова важно за партиите на албанците? Ата нjerë ВМРО-ja duhet tire qytetarëve të japë llogari. ВМРО-ja 20 vjet me ndjenja qytetarëve, gjithçka që pasën i ka varfëruar. ВМРО-ja duhet të krijojë llogari të japë ku janë para. Miliardë janë pyetje. ВМРО-ja pa dhënë llogari, po kjo është një tolerim e LSDM-s që nuk e detiroi ВМРО-n të jap llogari dhe sot ajo dalë të komunikoj dhe LSDM-n të akuzoj për korrupsione, për krime çdo gjëra. Ne si shqiptar, prandaj them ndjem shumë irrituar kur flitet a do të jesh shqiptar as do të jetë. Po në 20 vjet e kemi pritur juve Maqedonë ta ndroni emrin. Pse duhesh t'ju presi? Sepse është shteti jo. Dhe problemet e përbashkëta do të zgjidhin. Unë që tash duhesh të gjithë, ma janë thënë hajde se shqiptarët e meritojnë një drejt. Ose presidentin, ose kryeministrin, ose krye kuvendar. Mirë po është problemi bashkë që ne nuk u themi qytetarëve. Ky shtet i jonë është i përbashkët dhe i ka këto probleme. Ka problemet me gjitha që është ekonomia e vjedhur dhe rënduar. Pa dhënë llogari dikush të shtet kush e kriminalizoi. Ne dhe sot kemi institucione të kriminalizuar. Unë personalisht jam viktimë e këtyre institucioneve. Që 15 vite e kam gjyq për fëmijën e tretë, s'mund t'i marr. Do shihni, Ministria e Kulturës, e dini sa para derdha ajo? Edhe në kohën e BDI-s tash që ka opozita kush e ka Ministrinë e Kulturës, ende një libër nuk ka investuar. Dhe këta janë probleme që qytetarët i kanë këto probleme. Dhe është problemi esencial. 28.3% qytetarëve në Maqedoni dalin pa para e nisin ditën e fillojnë. 61.3% janë me kredi i borxhe. Pse jemi borxhe? Pikërisht për ВМРО-n kemi qenë borxhe se sot kriminali më i lartë, më thonë jeton në vendet ndryshme dhe këto pjesë edhe fajësisë e Europa. Ku shkruan të parat? Investimet që u bën në drejtësi, investimet që u bën në prokurori, askush nuk i dha llogari për këtë çështje. Prandaj është problemi esencial ekonomik dhe asnjëra nga partitë politike, qoftë maqedonase, qoftë shqiptar, nuk ka dalë me një problem esencial, të paktën moral. Themi, cili ministër ka bërë gabime dhe kjo është autori i fajësisë, sepse këta nuk e dëshmoi gjykata sepse nuk e lanë gjyqësor. Dhe problemet esenciale besoj që duhet të zgjidhen në mënyrë të drejtë dhe nëse nuk rregullohet çështja ekonomike, ju e shihni, për çdo ditë kemi autobus. Cila nga këto partitë politike që flasin si të ndalojnë rinin këtu. Këtu është besueshmëria ndaj shtetit. Dhe pikërisht ВМРО ka qenë ajo që e ka humbur besimin e institucioneve dhe sot administrohen LSDM-ja, por shihni institucionet i keni nacionalistë në veprim i keni. Dhe kjo nuk e ka hek LSDM-ja, sepse gjitha shërbimet, ju e dini tash që 6 muaj gjithçka është e bllokuar. Unë ju garantoj se po të shim pas shtet funksional, administrat fuqishme, funksionante në mënyrë të pavarur, atëherë nuk do kishim nevojë të bëjmë zgjedhje në situatë më alarmuese. Pikërisht zgjedhjet ishin ata që e rritën numrin edhe të infektuarve dhe që kërcënon akoma më shumë shëndetin publik. Prandaj dua të them se është mirë edhe ne, unë jam pedagog, vi një familje arsimtarësh, dhe gjithmonë buroj nga ajo që çdo njeri ka të drejtat e barabarta ashtu siç ja jep të tjerë. Dhe këtu në Maqedoni është problemi esencial, sepse çdo qeveri që vjen, çdo parti që vjen, i ndryshon ligjet në interesin e saj. Pra të partive politike, por jo dhe të qytetarëve. Dhe prandaj Maqedoni në datën e 20 viteve, pa dhënë llogari, pa dalë vërteta sipërfaqe, pa u kthy parat Maqedonisë, unë nuk besoj që mund të vijë. Бучковски, pretpostavljam od ovo što го зборувате, прогнозирате тесен изборен резултат.
Моето прашање во контекст на претходните прашања кои што ги поставив поврзани со договорите со Грција и Бугарија е што ако при тесен изборен исход во кој што ВМРО-ДПМН би имала 1, 2, 3 пратеника повеќе од СДСМ го добие мандатот за формирање влада, дали според вас ќе успее овој пат да формира влада, споредено со ситуацијата во 2016 и 2017? Теоретски би било возможно, според мене, мислам дека тогаш ќе падне во вода сето она што говореа и за договорот за Преспа и за договорот со Бугарија. Мислам дека овој пат прагматизмот ќе преовладува, но во такви околности не е исклучена можноста и за, според мене, други варијанти каде што очигледно ВМРО-ДПМН не би можел како СДСМ да издржи во коалиција со двете албански политички партии. Бројките ќе бидат многу битни, во крајен случај многу предходно пред ковид кризата се говореше и за евентуалната голема коалиција. Ќе видиме. СДСМ, да речеме, во изјава на председателот Заев не исклучи таа можност ако победат. Значи, треба да бидеме свесни дека пред нас е еден исклучително тежок период. Пред нас е справување со економската криза, можеби со уште пострашен бран од COVID-19 на есен. Пред нас е отпочнување преговори со Европската унија и на крајот, бидејќи инсистирате и со право инсистирате, пред нас е период кога треба да бидеме подготвени како општество дека не чекаат исклучително тешки моменти ако не ја промениме перцепцијата која во овој момент доминира, дека со Бугарија на начинот на кој сме тргнале, далеку сме од договор. Тоа прашање сега не е во фокусот, се чини како што веројатно не беше и 2006 прашањето за иднината на европската интеграција на оваа земја. Вие ги загубивте изборите како премиер на држава кандидат за ЕУ. Земјата потоа влезе во еден тунел од 10-12 години, од кој што излезе пред 2-3 години. Велам, сега нема таква перцепција, сега повторно перцепцијата е дека државата е на шини и дека преговорите со Европската унија воопшто не се доведени во прашање во зависност од тоа која партија ќе ја води владата. По Петревски, кога веќе се враќаме во 2006-та, тогаш мотото на нашата кампања беше Македонија напред, не назад. За жал, промената на власта во клучниот период пред самитот на НАТО во Букурешт и отпочнувањето на преговори за членство во Европската унија не доведе во позиција да имаме 12 изгубени години. Така што, ако ги гледаме тие стратешки правци, во овој момент е евидентно дека СДСМ е гарант дека ќе продолжи во овој правец. Но во случајот со нашата држава, граѓаните покажа и во 2006 дека не секогаш се рационални. Значи, повеќе емоциите ги водат напред, да не заборавиме тогаш понесени од оној бран на незадоволство кој се случи со територијалната организација, согласно новиот закон за локална самоуправа, се создаде на критична маса повеќе од 400.000 гласови, кои вешто ги одржуваше ВМРО-ДПМН и победи во 2006 со 300.000 гласови, но беше разединета левицата. На СДСМ му се случија и Тито Петковски НСДП, дојде до одвојување на Лиле Поповска од ЛДП, го формира дом, се создаде тогаш партијата на Цановски Пеј, така што само одеше Панчо Минов, сите гласови на купче беа можеби повеќе од ВМРО-ДПМН, но и тоа покажува дека и во такви околности 300.000 гласови и едната и другата партија ги има секогаш како стандардно гласачко тело. Сега е умешноста во вакви околности кога владе и страв, кога одзивот може да биде клучен за одлучување на изборите. Не е далеко Хрватска. Видовме дека тамо со 46% одзив убедливо победи владеачката ХДС. А претходно анкетите говореа дека се изедначени, дека се сериозни шансите на рестарт коалицијата предводена од СПД. Така што во вакви околности мислам дека со тоа би заклучил на ваше прашање, одзивот може да биде клучен во кој правец ќе дојде, ќе превагне вагата, дали за едните или за другите, во
според моите предвидувања во околности кога имаме мртва трка и одлучувачки ќе биде фотофинишен. Клековски, дали според вас пред ВМРО ќе биде истиот предизвик како во 2016-2017? Има мандат за составување влада, тешко ќе може тоа да го направи, или мислите дека сепак субстанцијално е различна ситуацијата? Прво, мислам дека ќе зависи од изборните резултати, колку се тие одлучувачки, колку е јасно да се види волјата на граѓаните и преку излезноста на изборите и преку резултатот на изборите. Контекстот се чини дека не е многу променет од тоа што можев да го следам. СДСМ во моментот успеа да мобилизира поголема јавна поддршка од левичарските партии во Европа, зборам за меѓународниот контекст. Меѓутоа, морам да кажем, за мене не се дискутира за ЕУ и за членството во ЕУ, бидејќи како СДСМ ќе демонстрира дека може да не внесе во ЕУ, кога не може да обезбеди да летаме за ЕУ. Значи, ние сме на листата на забранети земји и во моментот граѓаните на Македонија не може да патуват во членките на ЕУ. За мене, што ако е таму политичката волја во СДСМ, кога на оперативно ниво СДСМ не го испорачува тоа што е потребно да ние во моментот не да летуваме во Грција, туку да имаме можност да одиме за есенцијални патувања, за работа, за бизнис, за здравствени потреби. Мислам дека сета оваа ситуација ќе одлучи излезноста, бидејќи ние прв пат имаме два фактора што ќе спуштат излезноста. Мислам дека негативната кампања како никош до сега е силна и на двете страни има многу негативна кампања, која генерално влие на мене да намали излезноста на другата страна. Од теоријата се вели дека негативните кампањи повише влијат на левицата отколку на десницата, дека десницата е поубедена и потешко се откажува. Од друга страна, ковид ситуацијата не смееме да занемаеме. Колку да релативизираме дека себе и во другите земји има нови бранови и сето тоа, мислам дека перцепцијата на ризик во Македонија е поголема, веќе нема населено место кај што нема не само заразен, туку нема и починат од ковид и дека тоа ќе исто така одлучува на излезноста, како што претпоставам влијаше на излезноста и во Србија и во Хрватска на изборите. Во една таква ситуација целата историја, бидејќи ние имаме историја на гласање, анкети кои се на 60-65% излезност може да не бидат многу веродостојни, бидејќи ако имате вие 20% помала, 20% помала излезност, може многу работи да излезат поинаку. И онака по региони, кога е релативно висока излезноста, разликите се големи. Да речеме, во четвртиот регион во 2016 е 75%, а во шестиот 51%, што е огромна разлика, за речи се 1/4 од вкупно запишаниот електорат. Па така, од четворката се одеше во парламентот со 9500 гласа, а од шестката со 6500, што е голема разлика на вистина и веројатно така ќе биде како што велите. До последен момент ќе се чека да се види како Донтовата формула ќе ги прекрши резултатите во некој регион. Да не сакате нешто да коментирате? Добро. Салмани, истото прашање и за вас околу коалицискиот капацитет на СДСМ и на ВМРО ДПМН е по изборите. Ако бидеме повторно во ситуација како во 2016, ВМРО да го добие мандатот, дали според вас ќе може да формира влада овој пат? Është fakt që këto zgjedhje janë shumë vendimarrëse për Maqedonin. Jemi në një gjendje të jashtëzakonshme. Unë kam bindjen se qytetarët do dalin të votojnë, rrasi se varet fati i tyre dhe Maqedonia hiri në NATO. Është punë shumë e madhe kjo, sado që dikush insiston ta injoroj. Mirë po pjesë e ditë është problemi që varësisht nga partitë politike më të mëdha, LSDM dhe MRO, ka një histori të përbashkët që në rrethana të caktuara kam pasur pushtetin absolut në gjitha kohrat, mund t'i themi, njëra po tjetër, jo pa sa kohë VMRO administroi shtetin në mënyrë absolute dhe shpesh herë
grinjëve më të mëdha që ndodhshin, pikërisht ishin edhe me taborin shqiptar. Dhe këtu besoj që unë nuk jam dakord që të shkohet në parti nacionale, për arsye se ajo na kthen mbrapsht dhe nuk na bën nder, është e parësishme. Ajo asnjëra nga partitë politike maqedonase nuk duhet që të sillen në atë mënyrë që të aludojnë se ja ne mund ta bëjmë edhe me 100 deputet. Qeverinë ta kemi, e pat zoti Gruevski, edhe me 81 se 60 deputet, me thonë pushtet absolut. Pushtet absolut ishtë në komunizëm, por pa një qasje të përbashkët mes shqiptarëve dhe maqedonasve, kjo është problem esencial. Jo shihni si shkojnë raport. 20 vjet BDI heshti, tash për një herë kërkon kriminaliste. Me thonë nuk janë zgjedhur probleme. Dijem probleme. Vlada, ako je opozicija da go ima mandatot? Ja ne bi bil srećen ako napravil vlada. Ne. Сега не прашуваме за личните преференции, зборуваме за некаква реална политичка анализа. Ние сме граđani на ова држава и нета наша зависи од намерни луѓе кои да раководи со државата. Не е едноставна работа да речеме ајде ВМРО. Како ќе се постават ДУИ и Алијанса во таа ситуација, тоа е прашањето. Кај албанскиот блок, јас сум многу разочаран, да ви кажем право, бидејќи не ги студираат основните права. Јас апелирам на албанските политички партии да крејојн, да, на македонски, да. Çfarë duhet bëjnë? Ato njerë duhet të regjistrojnë shqiptarët të jenë kategori kushtetuese në Maqedoni. Nuk ekzistojnë shqiptarë. Cilë janë shkaqet të arsyet, kjo problem shumë elementar për ne si studiues të tjere materjeve. Dhe paralelisht во преамбулата пишува кој jo, чија држава е ова. Nuk shkruaj. Vetëm 20% është. Кред Не, Штети во Македона. преамбулата пишува дека ова е држава на македонскиот народ и деловите од 20%. Не, албанскиот народ е споменат во преамбулата, немојте сега така. Првиот дел. Pjesa e dytë. Po ashtu është me rëndësi për sa i përket organizimit të partive politike shqiptare, ata asnjëherë nuk kanë pasur një strategji të përbashkët se si të administrojnë, qoftë në aspektin komunal, qoftë në aspektin qeveritar. Ju dini tash se është problemi bazik tash partitë politike, edhe pozita edhe opozita, shqiptarët nuk kanë pas asnjëherë pozitë fuqishme dhe opozitë fuqishme. Dhe tash pretendimet e fundit që bëhet nga tabori Maqedonas hudhja në votat shqiptare nuk na bën shumë të arsyeshëm për të vepruar. Prandaj them se problemet në Maqedoni janë dy. Sado që ne ju pretendoni jo me Bullgarinë problemet ose me çështje tjera, nuk është bazike problem vetëm Bullgaria, por pikërisht për Maqedoninë aktualisht është kapitulli 23 dhe 24, korrupsioni dhe krimi i organizuar. Është një nga elementet bazë që Maqedoninë nuk e lë të zhvillohet as në aspektin politik, as në aspektin juridik. Dhe prandaj Maqedonia duhet bëj shumë që të rikthejë besueshmërinë në organet gjyqësore dhe vetëm atë do të jemi në rrugë të mbarë. Përndryshe derisa shkohet në këtë numër dhe dihet se pozita dhe opozita janë përgjegjës për të udhëhequr shtetin. Këtë duhet ta kuptojë edhe opozita dhe pozita. Dhe nëse këto nuk kanë një unitet të përbashkët, si të menaxhohet shteti, atëherë ne do të ngelim pa qytetar. Ви благодарам на сите што бевте дел од 360 степени вечерва. Наше е да притискаме како јавност кон сите елити да ги почитуваат овие работи за кои што вечерва зборувавте и вие и другите учесници во оваа дебата. Не е далеку 15, ќе имаме шанса или на телевизија или приватно да ги анализираме изборните резултати и да видиме навистина кој бил поблиску или подалеку од тоа што го прогнозирал како можен исход вечерва. Благодарам уште еднаш. Одиме на уште една пауза, понае саботажата. Веројатно дека не гледа српски телевизии или дека не е импресиониран од белградскиот сопартиец, но изгледа чудно кога самиот шеф на изборниот штаб нарачува и партиципира во кампања која му наликува на нешто сосема друго, а не на мала верзирана адаптација на Вучич. Да сад пукнем прстима и пожелим да нам Вучич донесе чај. Тоа би се као десело, а? Пријатели мои, управо сте. Добар ден, луѓе, тука сум да помогнам. И Мицковски.
А ние само сакаме со нашите спотови сатирично, по малку британски стил, да ја покажеме реалноста во Македонија, господин Зоран Заев. Едно е да се биде реален, ама сосема друго е да се биде демантиран токму од неа. Фуснотата можеби ќе се заборави, но не треба да се изгуби меморијата за случувањата, кои да неодамна ја оптоварува, а беа дел од истиот тој малку сатиричен стил. Господине Заев, добре дојдовте. Вие сте прв пат во Сител? Во последните 10 години сигурно сум прв пат. Тоа високо ниво на демократија, која беше претворена во трагична диктатура, предизвикува сомнеж во искреноста, особено кога наместо цврстите ветувања дека нешто ќе се смени, се признава дека нема да се отстапи од истапканата стаза. Значи, ќе се потврдам, има вработувања преку партија, да речам, но она што... Не, дали има од друг критериум преку партија има? Само тоа сакам да го обяснам. Значи, имало и секогаш ќе има вработување преку партија. Сигурно и тоа главната причина поради која секој се надева и се бори за победата. Никој не сака лопата, туку удобно канцелариско столче, во кое ќе ги клати нозете, додека оние што копаат ќе треба да му ја обезбедат платата, носејќи го на сопствените плеќи. Политичар никој не работи физички. Секој сака лези лебу да те јадам. Но не е така. Има докажани кандидати кои вредно и макотрпно се трудели и сега се нудат себе си, своите достигнувања и својата кариера, како осигурителна полиса, дека со нив ќе може да се стигне до сигурно утре и завутре. Огромна и единствена гаранција за реализација на мојата програма Ренесанса Македоника е мојата лична автобиографија, односно мојот животен пат, мојот професионален работен однос. Во текот на моите 40 години сум работел на 8 различни работни места и секаде сум бил прв човек. Или како што нашиот човек кажува, секогаш директор. И на крајот, за програмата и за тоа што во текот на кампањата го разбра граѓаните. Не. Нема да се свори тоа. Сите така ни ги, ама нема тоа да. За сега не знам. Не. Нема да се свори тоа. Сите така ни ги, ама нема тоа да. За сега не знам. Остана уште малку време за оние што засега не знаат, ама штом понудата и сега е толку неразбирлива. Тогаш веројатно е така темпирана, за сите да ја сватат. Ама кога веќе ќе биде доцна. Толку за вечерва, толку и во ова сезона од емитувањето на 360 степени на Алсат. Ова беше 80-то издание, почнувајќи некаде од септември 2019-та. Здравје, ќе се видиме повторно по летото, некаде на почетокот на септември на истата ова фреквенција. Пријатно!